Џамиите утринава и официјално ги отворија вратите за верниците. Во Алипашината џамија во Охрид на пладневната молитва присуствува околу 10 верници со маски на лицата. Иста таква беше сликата и од другите верски објекти низ градот. Молитвата се спроведуваше во дворот на џамијата. Секој од верниците си донесе свое сеџаде како што апелираше муфтивството, а муфтијата ги распоредуваше верниците на препорачаната дистанца. Обредот траеше околу 10 минути. Но граѓаните кои ги анкетиравме имаат поделени мислења. Некои велат ке ги посетуваат верските објекти и ги радува што се отворија, а други пак велат ке останат дома, се додека не се стави крај на епидемијата предизвикана од коронавирусот. Сепак се согласни дека корона кризата би можела да остави екзистенцијални последици за многу муслимански заедници, затоа што донациите за време на месецот Рамазан се важен извор за нив. Се почитуваат. Еве не одиме. Не одиме петок, имаше не одиме за петок да не одиш. Ама то во петокот и за време пророкот и во то време имало болести и тогаш не оделе. Дома се фалит и си онакви се клањат. Денеска кидаме на молитва. Имаме маски, значи имаме на ракпици тие заштитни што треба, што владата што имат препорачено тие работи ќе ги реализираме. Мислам кој можеше да биде затворена црквата за Великден, зошто да не е и за Рамазан. Не гледам разлика. Нека се работи веќе што ова многу се затворивме. Треба да се отвори, да. Ние си држиме Рамазан и тоа е нормално дека да се отвори. А ќе носите маска и дали ќе се мислите Да, нормално по тие процедури мора да се носиме маски, тие законски работи, тоа е нормално, да. Може би требало и со помалу души. Не да е многу таму да речем и со расторање по големо деля, не е за никаде дека се ова епидемија е него опасна. И треба да се вардат нормално. Се радувам целосно дека ги отвори џамите. Сега таму молитвата на растојание или ќе биде? да, на растојание има, да. Има ти заштитна, мислам, за дезинфекција тие работи, сите работи ги има тука. Одлуката џамиите од денеска да бидат достапни за верниците ИВЗ ја донесе на вореден состанок минатата недела, ден после одржувањето на Ѓорѓевденската литија во Струга. И покрај апелите на надлежните да се преизбита одлуката поради пандемијата со коронавирусот, ИВЗ остана на ставот, најавувајќи дека ќе се почитуваат мерките за физичка дистанца и дека се одлучиле на таков чекор поради подобрувањето на здравствената состојба во земјава.